Почитувани граѓани на Република Македонија, поминаа недела дена закани, уцени, притисоци. Вчерашниот протест во Скопје беше кулминација. И покрај најавите за мирен протест, покрај стопати повторената молба да не етикетираат, се случија неколку инциденти режирани од власта. Прво, членовите на Унијата на млади сили застанаа и извадоа знаме од СДСМ, а случајно ги сликаше курир. Потоа, истите тие членови, повторно со вадење на знамиња, испровоцираат тепачки и неред за време на протестниот марш. Протест на кој имаше ученици, родители и понекој храбар професор. Каде беше полицијата? Зошто службите за безбедност ги штитеа насилниците? Во Прилеп, поради закани и притисоци, не беше одржан протестот, а и покрај храброста на еден од учениците да излезе на прес и да го искаже своето незадоволство, новинарите не му го дозволиле тоа, бидејќи бил сам. Затоа, ние иницијативниот одбор одлучивме да ги повикаме сите ученици, заедно со своите родители и професори, на масовен бојкот. Зошто бојкот? Затоа што нема друг начин. Затоа што ова е одлука од која ќе зависи нашата иднина, иднината на идните генерации, на идните ученици. Затоа што ќе биде касно да протестираме после понеделник. Затоа што ако се откажеме, нема да победи демократијата. Ќе победи Панче Кралев со неговите соработници, кои наместо да не сослушаат, ни испратија серија закани, уцени и притисоци. А на крај, кога видоа дека не можат да не скршат, се повикаа и на своите партиски војници. Затоа што ова е наша борба и ќе ја добиеме. Кога неправдата станува закон, отпорот станува наша должност. Ви благодарам.